дипломиран актер, го живеам сонот на секој актер. Мојме да почнеме? Да, ја мислам почна. Не сум почнат, не. Другари и другарки, Надица Петрова од Неготино. Еве, уште си правим муабет и прашува дали здраво. Здраво. Добре ни дојде во Прилеп. Добро ве најдов. Снимаме после настапот во Кино Мистон. Фала на УЦК Марко Цапенков што ни дозволи вака да останеме малку и да го снимиме овој разговор. Кажи ми прво како си помина, ние си поминавме супер. Супер си поминав, многу убава публика, Прилепчани. Прв пат сум вака со стендап, со шоу, ова нели не е ни класичен стендап, него некоја монокомедија, стендап шоу. Многу интересно ги мислиш работите внатре, го има и глумечката, очигледно и онај стендап месторила кој што е скроз различен, си го освоила одлично. Сите те знаеме најмногу од шортоите по Facebook, по Instagram, TikTok и така натаму, сите можни социјални мрежи, си ги искористила сите можни работи и во ова стендап шоу програма, стендап монодрама. Кажи ми, пошто си актерка дипломирана, за тие што не знаат, од шомака во стендап? Од шомака, баш многу убаво кажа. Така инспирирана од сите ситуации, лоши ситуации, тешки ситуации со кои се соочуваме ние актерите како дипломирани, нели, оставени така на милост и немилост, желни за работа. Од таму тоа тргна и почнав да пишувам некоја си моја монодрама, која полека некако почна да се движи некај стендап. И ми беше како монодрама и публиката сама ми го препозна повеќе како стендап и некако така почнав. Ете се најдов таму и ми се допадна нештото. Сосема е различно. Првично на почеток е многу страшно да се соочиш со тоа, за разлика од една театарска представа каде што имаш многу колеги на кои што можеш да се потпреш во било кој момент. Контролирана е околината. Тука си ти само и нема тука кој да те спаси ако сгрешиш цела енергија, сите очи се во тебе. Одговорноста е целосно твоја. И заради тоа е малце нели потешкичко, ама многу е убаво чувството. Чувството е многу убаво. Баш еден другар ме праша пред некој ден, вика како бе, вика уште имаш сила, вика со ова се, викам после представа, викам кога ќе ти пишуваат, кога ќе ти доаѓаат луѓе, кога ќе те гушкаат, кога ќе ти зборуваат за тоа дека цела година не се насмеале како сега, дека толку време дека си ги насмеала, знаеме сите дека смеењето е здравје. Апсолутно. А забораваме да се смееме многу и вие кои што ги работите. Жваки ќе да нема некој. Жваки ќе да нема некој. Како викате вие, жвака ќе? Мастика, пие се мастика, жвака ќе. Мислам сега нешто во задње време и почнаа да сваќам работа уствари што се дешава. Сек во овој нову републику, Куманово се главен град, ја да кажам. Па што ми смо нај на север, северна Македонија. Плюс Бојана град Куманово е плава. Па и знаме на Европа е плава, бе. Плюс кад ќе размислиш, сви јаки пати се од Куманово. Батко Георгија, Нино Величковски, Циц, Баба Цана, Христијан Тодоровски Карпош. Христијан Тодоровски Карпош еден. Овие работи морам да кажам дека последните две стендап шоуа што ги гледав се женски. Да. Последното беше баш каде што почна турнеја во Public Room. Пред, може, месец-два гледав стендап шоу таму на Ивана Наскова, да. Ја знам, да. Одлична е таа и можам да кажам дека женскиве младава генерација на стендап комичарки, во ствари вие како генерација сте прва генерација во. Па добро, да, Весна. Комичари сте само Весна и други женски нема. Па да. Па можам да кажам, ама се носите со машкиве, па и дури сериозно надминувате на моменти. Одлични. Да, како жена плюс во ова целото, исто така е уште поголем предизвик. Се соочуваме со доста пречки во однос на договарање, во однос на планирање, во однос на енергетско примање и непримање на енергијата. Бидејќи нели постои едно такво од секогаш постоело дека мажот треба да биде смешен, жената треба да се смешка на шегите на мажот. И сега жена да застане да биде смешна,
нели? Или е ваква глумица, самото тоа дека сум актер и тоа, нели, од секогаш било глумица. Па кај Сум имала нас такви... сите стендап комичари се и актери. Да, тоа само кај нас мислам, дека ние сме единствена држава кај што 90% од стендап комичарите сме актери. Сега има поново, има доста што не се актери, и што е супер. Како и да мислам. Треба да ги има и треба да ги има се повеќе, затоа што реално е една сцена која што се уште не е доисполнета и треба да се создаде онај квантитетот кој што ќе излезе реалниот квалитет, да се направи на природна селекција. Супер што си го почела целата приказка од пишување од желба за работа. Кажи ми, сакам да зборуваме малку за Златен Елец. Ти си еден од основачите, заедно со двајца Прилепчани. Тоа не е случајно, сега си тука за прв пат во Прилеп, го правиме разговор со Тамара и со Боби. Ај кажем Златен Елец како се роди. Исто од истата желба, ама како се случи? Од истата желба се роди. Како се сретнавте? Па тоа беше, се сретнавме со Бобан, се знаевме од факултет, си имавме дружено со поголемо друштво, но никогаш не сме седнале да разговараме ние индивидуално какви ни се ставовите на таа тема. Се најдовме на еден филм како статисти, двајцата дипломирани, прифативме да снимаме статисти на тој филм, бидејќи ни беше предизвик било како да учествуваме во тој филм и да сме сепак дел од нештото, од што имаме толку љубов и желба. И додека чекавме, бидејќи таа една таква работа, нели, чекаш долго време, па ќе те викнат, па ајде сега. Изборував тогаш со Бобан, се отворивме и некако се најдовме тука дека тука некаде сме со амбицијата, со желбата, со волјата и со спремноста да влеземе во нештото. И така се договоривме, направивме прво една детска представа и после рековме дека можеме ние нешто да направиме и почнавме да сонуваме. И од кога решивме да го отвориме театар Златен Елец, се случи короната за жал. Таман го отворивме, договоривме првата представа, тогаш и МНТ ни отворија вратата и се, ама ете така се случи. Дипломирани, невработени, отвориш приватен театар, правиш представа корона. Да, тоа ни се случи. И како се пребродува тој момент, кажи ми, онака чисто психички, сакам да доловиме на луѓе во кои што реално се уште ги има затоа што сме горе долу бајаги конзервативна средина, кај што вас ви е супер. Да. Не, јас лично тоа со короната лично не го поминав многу тешко. Цело време го немав чувство дека е тоа нешто страшно, немав чувство. Јас работев на себе тогаш многу. Духовно, ментално работев на себе, сликав многу тој период, направив многу убави слики и некако се чувствував дека окей, ќе помине ова, само го чекам да помине, па ќе почнеме да работиме со тоа. Некако ја лично не го поминав лошо. Морам да се пофалам дека фала му на Господ некако на најдобар можен начин работа врз себе што многу беше убаво дека си бевме дома, беше мирно. Мене ми беше убаво. Сите луѓе горе долу се интроверти. Мислам дека си го сакаме онај простор за себе си, кога дојде тогаш окей, супер. Како не, бидејќи сме цело време натаму наваму, да. И понага си седиш и си пиевме ракија. Да, нормално. Чеки. Много ме смешно така во студиото, тука сме 2 месеци, секој ден се гледаме и сега се представувам, че прв пат да се гледам. Здраво на сите. Јас сум Начето од Кавадарци. И ја важам дека најпозитивното човече може да го запознаете. Заслужна за мој позитивитет е мојата мајличка. Домашна ракија. Сега и да ракијава ја спомнам, баш за да ги спомниме ликоите по кои што си позната. Ти си неготинчанка. Сега ликоите се битолчанка, кумановчанка и кавадарчанка. Да. Ај се, оти не неготинчанка, кавадарчанка и неготина има супер ракија. Па ова, сега ќе ти кажам, ова се роди пред 5 години, јас кога почнав да го пишувам, нели таа некоја пародија на Лила Филиповска, имав плюс уште еден карактер, Натка, бизнисот од Берово. Пошто овие сите карактери почнаа во монодрамата, така? Да се вратиме, значи овие се градени година дена. Битолчанката, например, ја градев со мојата другарка Маја од Битола. Таа ми помагаше, таа ми даваше совети. Јас имав инспирација, но нели, морам да кажеме на фала. И
Ама и очигледно со диелективе ти оди супер. Со диелектите од секојаш мене ми биле предизвик. Ми биле предизвик како ги слушам јас колегите како зборуваат, ми било мене интересно тоа, ми било љубов да јас да можам така. Мислев дали да биде неготинчанка или кавадарчанка. Но јас, бидејќи тоа беше цела монодрама која траше еден час. Сега од таа монодрама вие видовте некои си 15-20 минути. Тоа беше друг дел, каде што јас зборував дека сум од неготино, имав повеќе за тоа, и сега за да јас имам нели некој одделување од карактерот од неготино, мислев дека да не биде сега пак да биде од неготино, бидејќи јас зборувам како Надица дека сум од неготино, реков окей, ќе ја направам да биде од кавадарци. Сега тоа нема како да им се објасни на луѓето и не го разбираат. Јас не се занимавам со коментари, ама знам вака луѓе некојаш да ми кажат: "Аба, ајде ти што се срамиш ли дека си од неготино, па кажуваш дека си од кавадарци." Викам: "Бе луѓе, не викам на Facebook на страната официјално пишува дека сум од неготино. Тоа се карактерите." И сега јас за да се одлепам од карактерите, нели, како Надица, тоа надчето ја ги направив по моите имиња. По-пластично го направив да биде. Не знам. Нема, ама не, пак не го разбираат. Пак не, јас ги разбирам дека е. Направи од ова на луп. Не е ни важно. Мислам, зошто да нека си имаат што да се зборат, нели тоа? Зборав со духовниот учител во човечко тело што медитираме на Белистер. И дека тоа дека ме сколова, дека се бави со астрологија, да рече со AstraZeneca да се вакцинирам. Аз не за AstraZeneca за зен да бидам. Еве сега бе мислам што студирам. Дали медицина или економско? Медицина или економско? Ама изгледа економско не запишам, отишо доктор 10 години да учам за на крај па хобби да се шетам. Презборуваат, значи има смисла да те гледаат и затоа се полни салите кај што оди вчера во утре. Завчера во Павлик. Завчера во Павлик, денеска во Прилеп полни сали. Очигледно публиката те сака и можам уште колку имаш останато? Уште 9. Уште 9, значи турнеја, прва турнеја 11 настав. И како се реши така на еднаш турнеја да биде, обично одат едно клубче, па пауза, па... Па веќе 5 години го правам ова, помалку, по еднаш 2 пати во годината, почнав 3, па така некако полека. И не знам, немав некоја еуфорија, многу спонтано се случи ова. Многу постепено ми е растот, гледам дека растам, но многу е онака baby steps, како што треба. Не нагло на еднаш, ајде сега, него полека си се движам како... Така, дури кој ќе викаме, убаво е да има една линија на животот, онaj апарат кој што кога ќе не поврзат за дишењето, оди вака. Чим оди така сме живи. Ако оди само вака, тоа не е нешто во ред. Знам дека си преморена, знам дека даде буквално се што имаше и да не ги држиме тука луѓето, уште многу ти ветив дека ќе биде кратко. Фала ти многу што прифати да разговараме. И последно прашање, дали во некој стендап ќе има и прилепчанка? Не знам тоа не може да знаеме тоа. Супер, многу ми беше интересно тоа што ми го склопи за видеото да го снимам и ми беше предизвик исто, бидејќи не сум имала прилика тоа да зборувам на прилепски дијалект. Не сум ни пробала. Иако се дружам со прилепчани, сега ама не ми дошло нешто. Тие не зборуваат прилепски скопје. Не, па добро, се трудат. Самата професија ни налага, нели, да се трудиме да го отсечиме дијалектот. Терај ги малку да направиш една прилепчанка во некој друг стендап. Надица, фала ти уште еднаш. Да, фала ти тебе. И ти посакувам успешна турнеја, како што почна само да расте и да имаш мотив за работа се повеќе и повеќе. Вас фала ви што гледавте, беше кратко, ама сладко, ги донесовме инструментиве, не смиревме затоа што е преморена. Ме замоли, јас почитувам кој ќе ме замола убаво. Ај, чао.